Да, почнуваме со емисијата. Како што кажавме, професорот Благој Цонев ни е гостен. Професоре, добре дојавте во студио 10. Добро ве најдов. Да почнеме со она што е најново, како што кажавме, после самитот за Западен Балкан кој се одржа во Скопје, тука дојдоа лидерите од Албанија, од Србија, но дојдоа и високи представници на Европската унија и на Соединетите Американски држави. Во однос на интеграцијата на регионот, веќе она што порано беше испраќено суптилно и кажувано дека регионот треба да се интегрира, да ја подобри соработката, да изгради заеднички пазар, за да регионот да покаже како тоа може да функционира европски сам, прво. Сега се кажува многу подиректно. Па така кога се зборува за брзана интеграција на Европската унија, нешто што постои како идеја или како план, ајде да кажеме, сега тоа се поврзува со регионалната интеграција. И пораката на Европската унија е вели: интегрирајте се прво, изградете заеднички пазар, па потоа брзо ќе ве примеме во Европската унија. Да, многу интересна порака од причина што самата таа порака ни кажува всушност ни пренесува едно посуптилно мислење на Европската унија, а воедно тоа ќе го видиме суптилно мислење и начин на действување во наредниот состав на Европската комисија, бидејќи 2024 изборна година во Европска унија, изборна година е во САД, изборна година и во Македонија. Меѓутоа, таа порака сама по себе објаснува дека ние сме многу далеку веќе од Европската унија. Ние бевме многу поблизу до Европската унија до пред некои 5 или 6 години, како зборувам за целиот регион, нели, на Западниот Балкан. Овде влегуваат не само Албанија, Србија и Македонија, туку влегува и Босна и Херцеговина, влегува и Црна Гора. И Европска унија сака да ни каже дека ние треба да направиме една мини Европска унија, односно еден мини европски пазар, дека уште не сме дозреани за влез и токму она кое што французите ни го кажуваа пред 3-4 години, дека прво мора од внатре да се реконструира унијата, па дури тогаш да има проширување. Тоа беше нели во првиот мандат на Макрон. А сега станува јаве и не се срамат веќе ни да ни го кажат во лице не само преку дипломатски канали, туку и преку научни канали и на сите основи. Тоа само по себе означува дека ние не сме дозреани како политички, како општество, да се приклучиме на една таква заедница, но од друга страна ни праќа еден друг сигнал, а тој сигнал е дека прво мора да го научиме патот кој што го изодели Германија и Франција заедно, а тоа е патот на помирување после Втората светска војна, па подоцна да почнеме да се интегрираме во една поголема заедница. Тоа е моментот. Вториот момент е, овде станува збор за дипломатски надмокна не само заедница, односно меѓународна организација, туку и за дипломатски надмокни држави над нас. Како што знаеме, во меѓународната политика постои анархија, немаме хиерархична поставеност и колку и да не ни е право што во очи ни кажуваат дека нашите општества не се доразвиени и дека мораме прво да се научиме пазарот да го интегрираме, бидејќи ние ако внимателно слушаме, они на нас ни објаснуваат дека ние мораме економски прво да се интегрираме. Општествата да ги средуваме после економското интегрирање, мораме да се научиме на кој начин ќе функционираме. Ние еве и вие тоа отприлика што го кажавте, ние на пример имаме тука една реторика, една мантра која секогаш зборува за обесправеност на Македонија, дека ние сме дека код нас цело време се врши неправда, порано од Грција, сега од Бугарија и навистина тоа е така, има во однос на интеграциите на посебните услови кои важат за земјава, а не за други и така натаму, но сепак тоа се и околности кои постојат, значи постојат некакви спорови со соседите кои се реални. И тоа е во ред тој дел. Но дали мислите дека ние па некако премногу се ослонуваме сега на таа улога на жртва во приказнава, цело време го форсираме тоа, од друга страна, ставот на Европската унија во однос на регионалната интеграција е прилично разумен. Тие велат, доколку сакате да бидете Европска унија,
Покажете прво вие дека можете да бидете Европска унија меѓу вас. Што е спорно вие, еве да го направите? Тоа што го бараме од вас. Нема ништо спорно, освен се разбира, доколку не постојат некакви подземни структури на корупција и така натаму, кои тоа не го сакаат. Да, бидејќи точно како што кажавте, ние забораваме дека основата на Европската унија всушност е царинската унија, а тоа е неоданочувањето на преносот на стоки, на услуги, на капитал помеѓу државите. Значи, ние прво треба да се научиме да имаме безцаринска унија помеѓу Македонија, Албанија и Србија, потоа да се вклучат Црна Гора и Босна и Херцеговина и на крај да почнеме да ги формулираме нашите општества на начинот на кој што треба да бидат формулирани, а тоа е демократија, борба со корупцијата и владење на правото. Самиот чин, кој што го имавме ние на упат на политичка група во македонска навигација или МНАВ, означува дека нашето општество како општество воопшто не е спремно за да влезе во една заедница каква што е Европската унија. Ние добивме осудувања од НАТО, ние добивме осудувања од Европска унија, а проблемот никој не зборува за тој проблем воопшто, меѓутоа проблемот се срамнува на ниво на тероризам. Доколку ние бевме во Белгија, доколку бевме во Холандија, доколку бевме во Британија, тие лица кои што се дразнуваат да спречат навигација на воздухоплови над нашето небо, а нели ние сме влезени и имаме подпишано меѓународен режим за навигација, воздухопловна навигација, тоа е рамно на тероризам. Тие лица до сега ќе беа спроведени, осудени за тероризам. Тоа само по себе кажува колку болни точки има нашето општество. И ние веќе еднаш треба да престанеме да изиграваме жртва, треба да се консолидираме и да започнеме од внатре да се реизградуваме, бидејќи ние сме стигнати до ниво во кое што општеството се разјадува. Или да го цитирам поранешниот грчки премиер и после тоа председател на државата, прв председател на постмонархистичка Грција, Константинос Караманлис, кој што кажува, ние имаме општествен карцином. Додека тој општествен карцином не биде пресечен, нашето општество, нашата држава не може да оди натаму. И ние мораме да се помириме со тоа дека ние мораме да се реформираме од внатре, треба да престанеме да глумиме жртви и треба да почнеме да си го средуваме нашиот проблем. Бидејќи ние во Македонија си имаме реално наш внатрешен проблем. Да, ние тоа често го кажуваме тоа како флоскула, ајде да кажеме дека ние како што ќе ни е нас Европска унија, ние треба прво сами да се средиме, дека Европската унија нема да ни ги реши проблемите, но сето тоа останува само така, на некакви декларативни заложби. Ние ништо не правиме за навистина да се реформираме. Еве и го спомнавте МНАВ како еден од последните инциденти, но имаме серија на сериозни коруптивни скандали кои поминуваат. Така гледаме дека правосудството не функционира, дека целиот систем е зарибан на некој начин и ние не гледаме сериозни заложби, значи сериозни тоа да се мртне од мртва точка. Само остануваме на некакви декларативни кажувања и тоа е тоа. Не само што ние не мрдаме од некаква мртва точка, ние се враќаме назад. Ние се враќаме назад во периодот на 90-тите по начинот на кој што функционира државата. Ние се враќаме, значи имаме тотално нефункционално Министерство за правда. Ние имавме двојно убиство, извршителот е избеган во Турција, се уште чекаме заменик министерката за правда да поднесе барање за екстрадиција на извршителот или нарачателот, како и да е. Имаме скандал со судски совет, каде што Вишиот управен суд
демантира одлуката за разрешување на поранешната председателка на судскиот совет. Меѓутоа, во исто време имаме и политичари кои што јавно знаеме дека влијаат на судските одлуки, бидејќи имаме со име и со презиме истакнати баш од ваши колеги и од вас као новинари, политичари кои што јавно действувале и се труделе да имаат влијание врз судските одлуки. И ние не се трудиме. И кога, например, во вашата телевизија гостуваше подпредседателот на владата заедно кај една ваша колешка, значи тој беше толку дрзок и арогантен спрема новинарката, што воопшто на Запад да се случи едно такво нешто ќе избие скандал од огромни пропорции. Меѓутоа, кај нас се тоа поминува некако незабележано, се оттрага погледот на јавноста од се она што се случува, и ние подоцна сакаме да изиграваме жртви. Прво Грција во ред, ајде да речеме во наводници го решивме проблемот со Грција, подоцна се бара уставни промени, никој не е согласен да се спроведат, меѓутоа никој не сака да седне на маса и да постигне консензус помеѓу политичките партии дека доколку не сакаме уставни промени, не сакаме уставни промени. Друг е моментот дека на Македонија патот е трасиран кон Европската унија. Меѓутоа, не може никако да фати чекор и да самата да се трасира како држава кон Европската унија. Да, еве ги спомнавте уставните промени, тоа на некој начин доаѓа до европската интеграција и сето тоа што е поврзано со тие внатрешни случувања. Имавме повторно пораки од заменик американскиот државен секретар Джеймс О'Брајен во однос на тоа. Имено при првото доаѓање во Скопје, господинот О'Брајен во едно интервју беше прилично остар и прилично директен, што е несвојствено обично за дипломатите или за американската дипломатија. Значи, не се сеќаваме на толку остри пораки ни во време на онаа претходна влада, кога Македонија беше означена како заробена држава од Европската унија и знаеме се што се случуваше. Немавме толку остри пораки како сега, што е навистина зачудувачки, барем за оние кои ги наблюдуваат работите. Во тој интервју Джеймс О'Брајен кажа, кога го праша за опозицијата директно, јас не би купил од нив ни половина автомобил. Тој е еден синоним, знаеме зашто е синоним таа реченица. А сега беше прашан за постоење на некаков нон-пейпер со кој албанските партии би настапиле кон ВМРО-ДПМН и би им кажале дека доколку сакаат да формираат влада со нив, мора да се обврзат во рок од 6 месеци да го смениме уставот. Господинот О'Брајен не кажа дали постои таков нон-пейпер или не, но вели, еве, цитирам, фере граѓаните да побараат од ВМРО-ДПМН да понуди нон-пейпер во кој ќе ја објасни визијата за патот напред. Значи, О'Брајен вели да, фере да постои таков нон-пейпер, што е веќе уште една навистина сериозна порака. Да, овде имаме 2 или 3 поенти за кои што се многу интересни. Првата е дрскоста на еден висок дипломат, кариерен дипломат од американскиот државен секретаријат или Стейт департментот, кој што се дрзнува да се меша во внатрешната политика, макар и на една мала држава како што е Македонија. И овде првата вина е вината во владата, односно бидејќи ние сепак сме парламентарна република. Втората вина е во председателот на државата и третата во министерот за надворешни работи, кои што најверојатно немаат и не испратиле се уште протестна нота до амбасадата на САД. Бидејќи мора да напомнеме дека според меѓународното право ниту една држава нема право да се меша во внатрешните работи на друга држава. Во однос на нон-пейперите... Но тие не реагираат, бидејќи очигледно им одговараат пораките, па не реагираат. Па им одговараат за да соберат политички поени, предпоставувам. Во однос на нон-пейперите, јас од опозицијата не очекувам да излезе со нон-пейпер, туку опозицијата треба да си има јасно определена програма за наредните избори парламентарни кои што доаѓаат, вклучително и председателските кои што
исто така треба да бидат многу битни за Македонија, бидејќи треба да избереме човек кој што ќе има углед и достоинство за да може да учествува и во формирање на технички влади доколку продолжи со модел на технички влади и така натаму. Значи, сето тоа не треба да биде внесено во нон-пейпер на опозицијата, треба да биде внесено во нивната политичка програма доколку дојдат на власт после изборите 2024 година, односно оваа година, во март и во април и во мај се извинувам, они во нивната програма треба да си го имаат трасирано курсот за надворешната политика. Значи, нонсенс е да се бара нон-пейпер од опозиција. Првата работа, бидејќи обично тоа го издава или Министерство за надворешни работи или канцеларијата на председателот на владата. Во овој случај, како што кажавте, најверојатно на нив им одговара, бидејќи он не спомнува, Обрајан не спомнува политичка партија, меѓутоа јавно повикува граѓаните да побараат одговорност. Граѓаните не можат да побараат одговорност, бидејќи граѓаните на избори ќе си кажат. Не, само да појаснам, Обрајан сепак спомнува, тој директно спомнува, мора да помене во својата изјава. Ворете тоа, видите, кога зборуваме за ставот на ВМРО ДПМН во поглед на европските интеграции, не ви оставя јасен. Тие кажаа дека нема да прифатат, како што велат, уцена под бугарски диктат, и во една изјавите на председател на ВМРО ДПМН, господин Мицкоски, тој рече дека никогаш нема да прифатат промена на устав под бугарски диктат, буквално така кажа, и дека нивниот втор став е дека тие ќе работат на промена на преговарачката рамка при преговори со Европската унија и со Бугарија. Тоа е ставот на ВМРО ДПМН и мислам дека тука нема никаква промена или нешто поинаку што би можеле да очекуваме да се случи во поглед на уставните измени и на продолжување на европските преговори. Да, апсолутно, значи, доколку веќе како партија која што претендира да дојде на власт, имаат изградено став кон надворешната политика, тој став е јасен и како што кажав, најверојатно тој став ќе влезе во предизборната кампања и гласачите ќе имаат можност да избираат. Меѓутоа, проблемот е што не треба да се окарактеризирува, сега колку и да се кажува дека ВМРО ДПМН се виновни за некои работи, не треба да се окарактеризируваат како партија која што не е проевропски и пронато настроена, бидејќи мора да напомнеме дека ВМРО ДПМН уште од самото нејзино основање, од самиот почеток има јасно декларирани про-ЕУ и про-НАТО ставови, односно ставови по кои што треба да се трасира македонската надворешна политика. Во однос на промената на уставот, мислам дека за тоа треба да се направи не широка коалиција, туку широка работна група, бидејќи и двете големи политички партии македонски, тоа се социјалдемократите и ВМРО ДПМН, имаат во своите редови имаат експерти по уставно право и да видат дали може да се најдат некаде во средината. На крајот на денот не е проблем ние колку етнички групи ќе имаме во нашиот устав. На крајот на денот проблем колку е функционален нашиот устав. Ние за сега покажуваме дека нашиот устав воопшто не е функционален. Ние имаме проблем со патните исправи. Ние имаме проблем со промената на името во патните исправи. Значи, со Преспанскиот договор и неговата пребрза реализација од наша страна, а не реализирање од страна на оние кои што бараа од нас и не притискаа во тој момент да се потпише, а тоа се пред се Европската унија и Република Грција, ние се доведуваме самите во мат позиција, во која што позиција ние ги исполнуваме сите можни членови од Преспанскиот договор, а при тоа со нереагирањето дека партнерската страна не ги исполнува, односно и гарантот, а тоа е Европската унија, вториот гарант, главниот гарант Обединените нации, не прават ништо за понатаму, бидејќи во Преспанскиот договор
и во клаузулите стои дека името ќе се менува паралелно во согласно со етапите на интегрирање на Македонија во Европската Унија, ние гледаме дека имаме застој, а ние трчиме први да покажеме дека ќе го промениме. Да, во поглед на тие европски интеграции на ставот на ВМРО ДПМН, тогаш е интересно, тие очигледно немаат промена на став и немаме некакви назнаки дека ќе го сменат ставот, како што кажавме, а од друга страна веќе имаме сериозни индикации дека албанската опозиција пред се за Дуи не зборуваме, веќе Дуи има јасен став. Нивниот став е дека услов за нивно коалицирање во било која идна влада се европските интеграции, дека тоа е нивен услов. Доколку и албанските опозицијски партии постават исти услов или доколку настапат уште посериозно со таков некаков фамозен нон-пейпер во кој ќе бараат тоа и на хартија да стои од страна на ВМРО ДПМН, цврста заложба дека во првите 6 месеци новата влада ќе се смени уставот. Тогаш ВМРО ДПМН ќе има, ми се чини, сериозен проблем при формирање на таа една влада, бидејќи ќе нема тогаш коалицијски капацитети. Тоа се ќе биде многу, ајде да речеме, на тено конец некаков. Тие се бројките отприлика. Да, тогаш значи директно ќе се види мешањето во внатрешната политика на странските фактори, а тоа е пред се Соединетите држави и на Европската Унија, бидејќи ќе имаме комплетно диктирање на малцинството во однос на мнозинството, бидејќи овде збориме за албански партии кои што би се здружиле за да објават некаков си нон-пейпер, во кој што нон-пейпер би ја обвразувале во моментов најголемата политичка партија во Македонија дека ќе коалицираат со неа само доколку прифати уставни измени. Доколку го поставиме обратно прашањето, што ќе се случи доколку ВМРО ДПМН и СДСМ коалицираат и со нон-пейпер достават до сите албански политички партии за намалување на бројката од 20% и за неимплементирање на употребата на албанскиот јазик, тогаш ќе имаме, значи, буквално ќе имаме спротиставување од сите меѓународни фактори, ќе имаме протести од страна на албанскиот политички фактор, како што имаше исти проблем имаше премиерот Груевски кога не ги зеде 2006 година, ако не се лажам, во коалиција Дуи, туку ги зеде ДПА. И ќе имаме свртување на тезите. Значи, во Македонија се случува еден момент во кој што малцинството владее со мнозинството. Односно, на нас ни диктираат, не збориме, ако ги гледаме на друг начин работите, а да не збориме со етнички предзнак, значи, политички партии кои што немаат повеќе од 11% да речеме максимално поддршка од населението, односно од гласачкото тело, диктира на доминантните политички партии кои што имаат поголем удел во кај гласачите во Македонија. Да, тоа е вашето интерпретирање на тој став, тој е окей, но сепак проблемот останува, оно што го поставив како проблем. Ајде да речеме ајде ја гледаме работата од технички аспект. Едноставно ќе има проблем ВМРО ДПМН во составување на таа влада, секако и доколку ја состави, ми се чини дека тоа ќе биде некаква нестабилна коалиција. Многу ми наликува состојбата на Бугарија, например, на ова што се случува во Бугарија со повторните изборни циклуси и составување на некакви климави, нестабилни влади, отприлика. Да, ВМРО ДПМН може да има проблем, но може да се случи да коалицира, да речеме, со левица доколку е близу до 60 пратеници, па да формираат коалиција, па тогаш ќе имаме уште поголем притисок и ќе дојдеме до бугарското сценарио. Меѓутоа, разликата помеѓу Македонија и Бугарија во однос на тие технички влади е што во Бугарија председателот има ингеренции по устав сам да ги назначува министрите во техничката влада и е задолжително истите да не бидат членови на политичка партија. И најчесто државните секретари во Бугарија, кои што не се дел од политичките естаблишменти, како кај нас, за разлика од кај нас, тие стануваат технички министри.
многу често се случува тие понатаму во политичка влада да продолжат. Меѓутоа, разликата е во уште една точка, а тоа е самиот бугарски политички систем овозможува ситуација на силна председателска власт. Односно, иако се парламентарна република, председателот има силен авторитет врз политичкиот живот во државата. Ние не видовме до сега ниту еден председател, освен председателот Глигоров, кој што ќе има силно влијание врз извршната власт во државата. Не зборуваме за парламент, за законодавната и судската, врз извршната власт. И на нас за тоа ни треба личност која што ќе има големи морални капацитети прво, второ ќе има големо влијание за да може да действува заедно со извршната власт за подобрување на условите политички во државата. Да, во однос на власта, па кога зборуваме, се чини дека според анкетите владеачката СДСМ особено има проблем, бидејќи не стојат добро на анкетите во однос на ВМРО-ДПМН. За ДОИ тоа не е толку проблем, бидејќи нивните па бројки се добри во однос на албанската опозиција, да кажеме, но и генерално рейтингот им е отприлика константен. Тука доаѓаме и до стратегијата за настап. Прво беше, многу се зборуваше за настап на тие заеднички листи, но сега се чини дека таа идеја полека се напушта, ако не е сосема напуштена. Значи, многу е веројатно дека СДСМ и ДОИ ќе настапат поединечно, самостално на изборите, нема да одат со заеднички листи. Додека за претседателските избори, прашањето е дали ќе настапа со заеднички кандидат уште во првиот круг или тоа ќе го направат само во вториот круг, бидејќи тука има несогласување. Се чини дека таа стратегија за изборниот настап и за парламентарните и за претседателските избори е па многу важна за тој владен блок. Каков ќе биде крајниот исход после од изборите? Да, бидејќи СДСМ увидеа дека едно заедничко настапување со заеднички листи со ДОИ може да ги симне само многу изборни поени подолу на анкетите, односно на ранг листите. Од друга страна, ВМРО-ДПМН стои стабилно, сега за сега, меѓутоа сите со нетрпение веќе ги чекаме да излезат со предлозите за председателски кандидати, бидејќи во политичката историја на Македонија досега се нема случајно јавноста да не знае кои ќе бидат кандидати за председател на државата, значи 2 месеци пред изборите. Дури Да, немаме ниту еден кандидат, се уште е потврден. Никој не е потврден, дури ние не знаеме кои ќе бидат технички министри од страна на опозицијата во техничката влада. Значи, се чини дека они сакаат од друга страна да бидат мистериозни, СДСМ се изгубени сами во себе најверојатно, не знаат на кај терат, предпоставам дека имаат внатрепартиски конфликт. Од една страна е сегашниот председател, од друга страна предпоставувам некоја друга линија и ние се доведуваме во ситуација во која што не можеме да интерпретираме што ќе биде понатаму и на кој начин ќе се одвиваат и кампањата и изборите. ДОИ стои стабилно, меѓутоа да не заборавиме дека албанското гласачко тело може наеднаш да го сврати, да ја сврати својата поддршка. Меѓутоа и со самото тоа да создаде нестабилност во албанскиот политички блок, што нема да ја одговара на ДОИ. Меѓутоа, најверојатно и да имаат да поставиме теза дека доколку ВМРО-ДПМН дојде на власт и коалицира со други политички партии од албанскиот блок, ДОИ имаат само еден пратеник повеќе, предпоставам тие ќе го направат сценариот од 2008 година, односно 2006 до 2008, кога уценуваат дека тие имаат повеќе пратеници, тие го денонсираа самото тоа сценарио кога влегува во коалиција со партија која што има помалку пратеници во 2000 кога беше. Тоа е она фамозно правило на коалицирање победник со победник, која потоа се наруши, па има
Кој што е се конфликт. само не е парламентарно. Не е, се разбира, тоа и секогаш беше неофицијално некакво правило, не е тоа вткаено во некаков закон или правило, но во ред, Консензуално. консензуално, да. Во однос на техничката влада интересно е исто така тука функционирањето на ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа сега се доведува во прашање, бидејќи ВМРО-ДПМН вели ние можно е да не ни гласаме за таа влада, да дадеме поддршка за таа влада, иако ќе назначат технички министри во владата, бидејќи тие не сакаат да дадат поддршка на влада каде што премиер ќе биде Талат Џафери. Велат дека е сосема известно дека нема да учествуваат ни на седниците на таа влада, бидејќи не сакаат да се појават на седници каде што на нив ќе им биде премиер Талат Џафери. Од друга страна, премиерот Ковачевски на тоа одговара, тогаш не може да назначите вие министри, а да не гласате за таа влада, или да не учествувате во незината работа, тогаш нема да има министри од ВМРО-ДПМН во таа влада. И сега ВМРО-ДПМН пак вели тоа не е така, не може нив, значи тоа е нивен став едноставно. Имаат право според законот за влада, нели, да назначат министри, но нив никој не може да ги натера дали они ќе гласаат за таа влада. Значи имаме еден став кој очигледно сега се води повеќе од политички пиар отколку од технички аспект, но сега значи имаме проблем и со толкувањето на законите. Дали тие може да учествуваат во техничка влада за која не гласаат? Јас искрено не знам дали Пражинскиот концепт е влезен како дел од законот влезен за во влада. закон за влада, да, влезен. Ако е влезен, тоа е друга приказна, меѓутоа за ВМРО-ДПМН доколку не сакаат да гласаат за една техничка влада, во тој случај најдобро би било да не ни учествуваат во техничка влада. На тој начин доколку гледаме политички на работите, на нив ќе им биде рейтингот многу позголемен наместо да учествуваат во техничка влада. Тоа е едната работа. Втората работа е не може премиерот пак да оценува доколку имаме закон за влада за 100 дена пред избори. Премиерот кој што е во заминување, нели, не можеме да очекуваме да оценува дека нема да се достави предлог со членови, односно предлози од страна на опозицијските партии. Влегуваме во една пресвртница во многу интересна изборна година 2024, не само за Македонија, бидејќи истиот шаблон се случува и во Соединетите држави во моментов, значи имаме многу голема неизвестност, за прв пат толкава, не само помеѓу републиканци и демократи, туку и внатре помеѓу самите демократи и внатре помеѓу самите републиканци. Имаме многу неизвестна изборна година за Европски парламент и ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа веќе треба да се објават имињата на лицата кои што ќе бидат функционери од страна на опозицијата, за да можеме да видиме, односно да предпоставиме на кој начин би функционирала таа влада. Иако, според мене, представува проблем, не проблем, туку нефункционалност некој бил министер за внатрешни работи, да речеме 8 години или 7 години, и сега некој за 100 дена, кога ќе дојде како министер за внатрешни работи, да очекуваме дека ќе направи некакви проблеми. Бидејќи целиот естаблишмент, целиот ешалон внатре во МВР е веќе поставен од постоечкиот министер. Тама навистина прашање што може да се влие некаков како контролен механизам треба да биде, но колку е ефикасен е прашање. Пред крајот да ја спомнеме и американската фамозна црна листа која последно се прошири, или последно што беше ставањето на Кочо Ангјушев, неговите бизнеси на таа црна листа. Сега владата достави до парламентот предлог закон за измена на домашното законодавство, каде што тие црни листи ќе имаат и ефективно влијание врз домашните закони во однос на тоа дека тие луѓе кои се ставени не може да учествуваат да се јавуваат на јавни тендери, да бидат ограничени во многу работи, но претпоставам дека ќе треба
конечно институциите во државата да поведат некаква истрага, бидејќи интересно е одговорот на американската амбасада кога ги праша во однос на црните листи, на сите црни листи, дали некој од Македонија ви се обрати да каже, добро, дајте не ги доказите да видиме кој е корумпиран, зашто е корумпиран, нашите институции да проверат. Никој не им се обратил, никој не ги ни прашал воопшто што се тие црни листи. И сега со овие измени на домашното законодавство претпоставам дека се прави обид тоа да се смени. Но дали верувате дека навистина ќе се смени, дека тоа навистина ќе има некаква промена? Вака, додека не се формира нова политичка влада, нема да има и нов состав на собранието, нема да има никаква промена. А другиот момент е дека со тоа што сегашниот состав на владата има политика да предлага имплементација на американските црни листи во домашното законодавство, а од друга страна не прави ништо, комплетно ништо, значи нити ги санкционира тие луѓе кои што се многу добар дел од нив се и од нивните ешалони, значи имаме случаи со вице-премиер кој што е на црната листа и не се превзема ништо за да му се испита и потекло на имот и не само на него, туку на многу други луѓе, а од друга страна, значи кога станува збор пак за кога станува збор за уставни промени, веднаш се закануваат дека мора да се случат, значи ние имаме политика на двојни стандарди. И овде не е виновна опозицијата, овде е виновна власта, бидејќи власта со неимплементирањето, односно непроверувањето и неправење на ветинг на тие личности кои што се на црната листа, а од друга страна со уценувањето на опозицијата дека не може да учествува во техничка влада или пак барање за коалицирање од страна на албанската опозиција или албанската власт, не е битно, албанската партија која што е дел од власта, за неизино барање за уставни промени во период од 6 дена од формирање на новата влада. 6 месеци, се извинам. Се комплетно двојни стандарди. Значи... Да, ова што го кажавте во поглед на црната листа, навистина, ако им пречи па на домашните институции да ги проверат сите овие луѓе, почнувајќи од Рамиз Мерко, потоа, не знам, Орце Камчев со семејството, Кочо Ангјушев, пред тоа имаме ние со десетици години, значи со децении веќе луѓе кои се на таа американска црна листа, кои никој тука не ги проверил. И кој им пречал до сега тоа да го направат? Значи, апсолутно, многу добро прашање, бидејќи имаме пример од Хрватска, имаме пример од Албанија. Албанија направи ветинг на сите суди, ветинг на сите луѓе, бизнисмени кои што се на американска црна листа, го смени уставот и во уставот дозволи дека доколку оние кои што ставаат, односно помоќните играчи во меѓународната политика ставаат бизнисмени на црна листа, тогаш може да испратат нивни луѓе за овде да ги проверува, за во Тирана да ги проверуваат тие кои што се. Хрватска го направи истото уште во почетокот на 2000-тите години, кога после скандалот со поранешниот премиер Санадер, кога донесе закон за доказ за потекло на имот, односно државата го зеде имотот на сите тајкуни и им рече фирмите се ваши, сметките се ваши, меѓутоа докажете ни како дојдовте до нив. Ние никако не успеваме со тој дел од корупцијата, односно од високата корупција да се справиме. Тоа е проблемот и тоа е играта на двојни стандарди кај нас. Да. Добро, професоре, од прилика ги црпевме овие теми за кои најавивме. Само сакам за крај да ве прашам едно прашање кое е вон контекст. Вие бевте неодамна во една посета на Кина, студиска посета. Сакав на крај само како за крај на разговорот ваше едно искуство. Како е во Кина? Многу слушаме за Кина, дека многу напредува економски навистина, дека таму иако е комунизам, дека наликува веќе на запад, бидејќи таму има и приватно сопствеништво и имаме и мултимилиардерски компании и така натаму, најголем производител на електрични автомобили на свет и така натаму. Но друго е кога ќе отидете лично, па ќе видите, па за тоа ве прашам, што видовте, какво ви е искуството?
Па интересна е Кина, бидејќи со Кина управуваат само 200 луѓе, иако е 1.500.000.000 жители. Тоа бирото на Комунистичката партија на Кина. Имаат сватено дека кинезите не можат да живеат во демократија, односно дека со толку народ не може на демократски начин да се справат. Во однос на економијата јужниот дел на Кина во близина на Хонг Конг, кај што е бисерната река Гуангзу, значи кај што е седиштето на Хуавеј, се преразвиени, тоа се градови од по 15-16 милиони жители. Во моментот прават град, они го кажуваат на англиски Sino-Singaporean City of Knowledge, тоа е сингапурско-кинески заеднички град на знаењето, кој што ќе биде населен со 1.200.000 жители, кои што се само од научната фела и ќе имаат обврска само за да нудат нови решенија за модернизација, што е нешто невидено во светот. На Сингапур им имаат дадено неколку места кај што Сингапур има изградено своји екстериторијални градови. Има, бидејќи 95% од населението на Сингапур се кинези. Меѓутоа, Кина има еден проблем. Кина има преку 100 етнички групи. Најголемата се ујгурите, 40 и нешто милиони. И имаат проблем со имплементацијата на моделот за рамноправност меѓу етничките заедници во државата. Комунизмот функционира на многу интересен начин. Ја бев на покана на Кинеската академија за општествени науки. Значи, науката им е развиена, техничката и технолошката и природните науки им се развиени многу повеќе од колку што можеме да замислиме. Меѓутоа, во однос на општествениот развој, во однос на начинот на живот, се уште имаат потреба од промена на нивниот така наречен во наводници мајндсет. Едната работа и другата работа е што кинезите сметаат дека до 2035 година треба да станат светска сила број 1 во однос на економијата, се уште се број 2, збориме по бруто домашен производ. И цело време некако се трудат да се надпреваруваат со Америка, никако не ја ставаат Европа во контекст, особено од кога беше блокиран новиот пат на свилата. Имаат огромно влијание во Источна Африка, со пристаништето во Џибути, со Етиопија, го владеат целиот Индиски океан. Сакаа да направат пруга која што ќе минува преку Тибет и преку Пакистан, директно ќе оди до Карачи, за да може да ги избегнат малајските протоци, каде што патролираат постојано американски воени бродови. Меѓутоа, Пакистан е стратешки партнер на Соединетите држави, САД апсолутно ставија вето на тој проект. И предпоставам дека се повеќе и позасилено Кина ќе излегува на светската геополитичка сцена и ќе се представува себе како доминантна сила, а можно и подоминантна сила од Русија, бидејќи Русија оваа војна во Украина птење има ослабнато. Да. Добро, професоре, ви благодарам на ово учество, уште едно учество во Студио 10, па до следно гледање. Ви благодарам и на вас. Со ова го завршуваме ова интервју со професорот Благој Цонев.